ајде направо поднозна балансерот, тоа е излезе дека само уште една голема лага на ВМРО ДПМН и Христо Мицкоски и на Знам и на Максим Димитриевски. За жал клекнаа на колена и го показија даденото ветување. Тоа беше дел од една навистина голема лага за време на кампањата, така наречена Горда Македонија, во кој што ќе ги кратеа правата и функциите и инструментите кои што ги имаат албанците. Или со таа силна кампања тие добија огромна поддршка и дојдоа на власт. За жал сега, кога луѓето сваќаат вистината, кога тие ги газат сите своји ветувања, луѓето се чувствуваат понижени и разочарени затоа што сваќаат дека биле излажени. Во однос на законот за локална самоуправа, очигледно е дека веќе има договор помеѓу ВМРО ДПМН, Влени Дуи, се поставува прашањето како сега Дуи не е фактор на дестабилизација, односно дали како веќе укажан фактор на дестабилизација од страна на ВМРО ДПМН, токму владата и ВМРО ДПМН не се веќе дестабилизирани. Како и да е, ние нема да го поддржиме овој закон заради една друга работа, а тоа е тоа што интересите на граѓаните со овој закон се целосно маргинализирани. Поставени се на маргините на овој политички пазар, направен помеѓу овие партии, односно коалиции. Никој не се прашува каде е најдемократската алатка за отчетност во однос на тие кадри кои што беа градоначалници, а сега се на други позиции. Едноставно никој не се грижи за тоа. При тоа дозволете да кажам дека станува збор за големи општини, меѓу другите е општина Аеродром, една многу значајна скопска општина, која што тогашниот градоначалник сега е министер за надворешни работи, општина која што тоне во ѓубре, има илјадници нереализирани ветувања, десетици, стотици нереализирани проекти и таму нема никаква најава дека нешто од тоа ќе се среди.